По извршените консултации со историчари, наставници и професори, како и други компетентни лица, на денешната 30-та седница на Советот на општина Виница беше усвоена предлог листата за определување имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти на подрачјето на општината. 23 имиња на познати револуционери, историски личности, политичари ја сочинуваат листата, а советниците истата ја поддржаа со мнозинство од 9 гласа. Меѓутоа едногласно одобрија финансиски средства за изградба на спомен обележје на револуционерот Ангел Винички во село Драгобраште. Превработеноста во јавното комунално предпријатие Солидарност и слабата реализација на проектираните суми од капиталните приходи во општината беа тема за дискусија од страна на опозицијата, која не ги прифати кварталните извештаи на општината заклучно со јуни, како и информациите кои го опфаќаат делокругот на работењето на јавното комунално предпријатие Солидарност. За првите 6 месеци вкупните приходи на општина Виница се реализирани со 39,29%, а расходите се остварени со 36,88%. Вкупниот долг од стасани и ненамирени обврски е околу 48 милиони денари. Извештаите на основните училишта беа дискутабилни во делот на реалната имплементација на проектите во кој целна група се ромите, бидејќи во годишните извештаи и понатаму најмногу изостаноци и најслаб успех покажуваат токму учениците од оваа националност. Советот на општина Виница го прифати и усвои и новиот нацрт детален урбанистички план за блок 15 со површина од 9 хектари, на кој има изградено куќи, а е предвидено и изградба на повеќе наменско игралиште. Во рамките на денешната седница, советниците донесоа одлука за издавање на времено користење на недвижен имот, кој е пренаменет во Центар за стари лица во село Истибања, на Центарот за социјални работи во Виница. Одлуката е со важност на 20 години со можност за продолжување. На 30-та редовна седница беше презентирана и нацрт верзија на стратегијата за климатски промени, која доби едногласна поддршка од советниците. Советниците од опозицијата по точката советнички прашања побараа писмен одговор на секое прашање поставено од нивна страна.